Кочанчанецот Дарко Златев е еден од повредените од пожарот во дискотеката Пулс, кој секојдневно оди на физикална терапија во Кочанската болница. По трагедијата тој беше на лекување 41 ден во Белград, а сега веќе 10 ден поред продолжува во Кочанската болница. Не можел да ги движи прстите, но со помош на вежбите сега е многу подобар. Вели мора да се опорави за да продолжи со работа. Па веќе ми е 10 ден денеска како сум на физикална и секој ден иде подобро и подобро. Дојдовме со контрактури на раците, не можеше да ги мрдаме добро, сега веќе има доста напредок на вежбањето. Бев во Белград 41 ден, десната рака ми е со трансплантација од самите почетоци на прстите подогоре, левата имам само на прстите, направена трансплантација. Како да кажам, Македонија со две плати не се живее, камоли со една. Кога е во прашање грижата за пациентите, услугите од целиот медицински кадар се на високо ниво, вели Златев. Задоволен од тоа како лекарите се грижат за повредените, но не и од условите во болницата. Дополнително вели дека кремите ги набавуваат сами. Но немаме лепенки што ни ги припишуваат докторите, тие вазелински лепенки, немаме завои, не завои, туку од оние ластиците за стегачите ги немаме. Нема кај да не премие докторката обичен умивалник, ни ги мие раните. И тоа, нема никакви услови нема. Кремите сам си ги купувам од Белград, од отпусната листа ми ги пишува кои креми да ги користам, тие ги нема тука и сами си купуваме на наш трошок од Белград. А завоите од тука се од болницата и тоа мислам дека вчера баш кажа докторката, тие што се ластиците сама си ги нашла у битула, од сите аптеки ги купила за да донесе за нас. Иначе од болницата немаме. Со повредените работат тим од лекари физиотерапевти. Јагода Стојанова вели дека пациентите најчесто не можат да ги користат прстите и се прават напори да се решат ваквите проблеми. Тие работат со најмалку 13 пациенти дневно. Пациентите кога дојдат кај нас, најчесто се повеќето од нив со контрактури на сите зглобови. Тоа е резултат на долгата имобилизација, недвижење и лежење во кревет, не можеа да ги користат прстите за основни работи. Нашата цел е да ги вратиме во нормалниот тек на живење, да можат да функционират самостално, да се исхрануваат, да се облекуваат и да си ги работат секојдневните активности како што е сегашниот пациент вработен. Имаме студенти што треба да се вратат во школските клупи, ученици и нашата цел е да ги раздвижиме нивните зглобови и се бореме против контрактурите. Физиотерапевтите работат со реквизити кои им помагаат на пациентите да прават вежби за да можат да ги движат своите прсти.